Почитувани гледачи, добро утро. Денеска се наоѓаме во ПЗУ, Центарот за дојка, и во продолжение ќе разговараме малку повеќе за женското здравје и за тоа колку е важно навремено да се грижиме за себе, навремено да знаеме да отидеме на преглед за било што, а токму на оваа тема ќе зборуваме со примариус доктор Катерина Китановска, која што е радиолог. Доктор Кате, добро утро. Ви благодарам што одвоивте време да нашата екипа дојде кај вас во вашиот центар, затоа што она што денеска ќе го направиме, мислам дека ќе биде од особена важност, посебно за дамите, бидејќи сепак сме во центар за дојка. Добро утро уште еднаш. Добро утро, благодарам на поканата. Да, секако за женското здравје, за здравјето на дојките на секоја жена, треба да се зборува во текот на целата година, не само во одредени периоди, затоа што битен факт е жените да се прегледуваат редовно, да одат на редовни прегледи, бидејќи конкретно за канцерот на дојката не постои превенција. Раните прегледи и редовните прегледи се всушност превенција да дојде до некои посериозни состојби. Така. Она што најпрво ние како жени можеме да го направиме е само прегледот. Тоа често и вие го апелирате докторите. Како тоа да се направи правилно, па доколку не дај Боже се забележи некаква промена, секако треба да се замине на лекар. Така. Само прегледот е важен. Меѓутоа тој не може да ги замени нели редовните прегледи кај една жена. Секако е важен затоа што со редовните прегледи, само прегледи, жената ја запознава структурата, градбата на своите дојки, така да секоја ново настаната промена може рано да се забележи. Тоа е едноставна постапка која што трае многу кратко, неколку месеци, и се практикува еднаш во месецот. Секоја жена би требало да започне со редовни самопрегледи некаде околу 20-та година од животот, имајќи ги предвид нели низините ризик фактори и претходната здравствена состојба, и тие самопрегледи да траат во текот на целиот нејзин живот. Јас ги охрабрувам жените да не се плашат, да го практикуваат самопрегледот еднаш месечно, затоа што на тој начин ќе приметат многу новонастанати промени. Сакам да ги охрабрам и од факт затоа што тие ново пројавени грудки не секогаш значат дека се малигни промени. Голем дел од нив се бенигни состојби, цисти, различни хормонски нарушувања, меѓутоа сепак се причина, ако доколку жената ги забележи, да се јави на преглед. Само прегледот опфаќа два дела. Едниот дел е инспекција, односно воочување на промени кои што жената може да ги забележи сама со нејзин нели преглед пред застанување пред огледало, и да биде нели најпрвин со рацете спуштени покрај тело, а потоа и со рацете подигнати. Што може една жена да забележи нели во ваква положба? Може да забележи асиметрија во големината на дојките, доколку таа асиметрија е новонастаната. Ако е нешто што и претходно постоело, не е предмет на дискусија, меѓутоа ако таа асиметрија во големината е новонастаната, секако треба да се нотира. Други промени се бојата на кожата, одредено црвенило, одредена раничка, која што и нема некој податок како се пројавила, трае подолг временски период. Секако треба да се нотира и жената да се јави на лекар да направи преглед. Промени на кожата од типот на вовлекувања, испакнувања, променета кожа како кора од портокал, промени на брадавката, значи боја на брадавката, низината форма, вовлекување на брадавката. Вовлекувањето исто така треба да се нотира дали е ново настанато, затоа што има жени кои што имаат конституционално вовлечени мамили, и тоа е веќе и претходно и нормално, жената тоа го знае. Меѓутоа, секое ново пројавено вовлекување на мамилата е знак дека жената треба да се јави на лекар. Вториот дел е со подигање на рацете горе. На тој начин сите промени кои што и претходно се видливи сега стануваат многу појасни, а се добива и впечаток и за оној дел кој што е под дојката, инфрамамиларниот дел, кој што не можеме да го визуализираме со спуштени раце. Вториот дел е палпација, односно допир или осет. Што треба секоја жена да направи? Значи, прегледот најубаво е да се направи во лежачка положба,
со подигање на истостраната рака од страната на дојката која што се прегледува, така, и прегледот се прави со јагодиците од показалецот, средниот прст и до малиот прст. Се палпира делот од дојката, од клучната коска се до долниот дел на дојката и од градната коска до пазувата. Палпацијата, односно опипувањето, всушност допирот кој што самата жена го прави на дојките. Тој допир треба во почетокот да биде поповршински, а потоа со допирање да се оди и подлабоко и на тој начин да се опфати целата дојка. Палпацијата може да биде, да има различна патека. Може тоа да бидат кружни движења во правец на стрелките на часовникот, може да бидат движења нагоре-надоле, цик-цак движења, но секако е битно да со прегледот се опфати и целата дојка. Прегледот треба да се направи палпацијата и околу брадавката. Сакам да ги информирам жените дека во текот на прегледот не треба да се притиска мамилата. Некои жени тоа го прават и забележуваат исцедок. Значи, диагностички нас ни е битен спонтаниот исцедок, не оној исцедок кој што се предизвикува со притисок. Значи, при практикување на само прегледот да биде чисто палпација, не притисок. Она што жената би го забележала на својот градник или мајчка, некој исцедок, треба да го нотира, да види колку често тоа се јавува, бојата на исцедокот и неговата количина. Пазувата исто, така треба да се провери, се прави со кружни движења, се палпира, значи, делот аксиларниот дел, се приметуваат некои испакнувања, некои отеклини. При палпацијата може да се забележи ако жената чувствува некоја чувствителност која што претходно ја немало. И доколку сите овие нотирани промени не се повлечат за 1 до 2 недели, секако жената треба да посети лекар. Така. Дајте тоа нека биде и апелот од ваша страна, доктор Кате, ви благодарам многу што одвоивте време. Апел и од наша страна да не чекаме, туку да си ги препознаеме промените, доколку не дај Боже нили ги има во нашето тело, но и да не чекаме да дојде до тоа, туку навремено да ги правиме тие прегледи, како што кажавте, еднаш годишно ехо, мамографија, 2 пати годишно доколку е се во ред, така што, драги дами, не заборавајте да се грижите за вашето тело и за вашето здравје, затоа што превенцијата е најдобра можна опција за сите нас.